Се наоѓам на едно место кое што многу потсетува на структурите кои што зборуваше Саша во последното видео кај мене. Че погледнете оваа карпа. Че се наоѓа на падина на рид. Погледнете првин колку е мазна. Нормално има пукнатини, како пукнатини на цемент, и погледнете колку структурата всушност на каменот е униформна, секаде иста, значи нема разлики во тоа каменот. И еве гледате тука како некој да продолжил да дзида нагоре. Значи се гледа истата таа структура. Сега оценката не знам колку добро ќе се забележи. И ги гледате исто тие прави агли за кои што зборуваше Саша. Че прав овде, прав агол. Природата не работи, не функционира со прави агли. И гледате како да е излеана на падината на овој рид и нагоре продолжува со вегетацијата над неа. Ама тука едноставно буквално се забележува како оваа карпа да е посипана врз ѕидот. И еве од другата страна ќе можеме да ги видиме и слоевите. Че ви тука се гледат, стигнува на понизок слој и еве го тука другиот камен. Она што е интересно е гледате како мазно продолжува. Значи природен камен обично би имал нерамнини. И сега бидејќи тука се наоѓам на едно место каде што гледате може да се видат распаѓањата на каменот, и ќе ви покажам од другата страна каде што веќе луѓето се изградиле од овој камен, се изградиле своја природна ограда. Гледате тоа веќе се гледа дека е градено во поново време и се малечки камења. Додека овде го гледате овој мазен камен кој што е сега од мојата сенка не се гледа, ама е целосен камен. Камен или леан цемент од некое многу древно време? Ова е интересно прашање.